Quo vadis? Драги мои пријатели и пријателки, добре дојдовте во уште едно издание на Quo vadis. Емисија која се обидува малце да најде логика и разум во случувањата во светот, кон што тоа води, зошто се случува и дали ќе има некакви реперкусии врз нас. Што е нонсенс, бидејќи ако мојава реченица е нонсенс, бидејќи ако ја анализирате реченицава, дека во суштина, ама што ми е гајле мене, што ќе ми се случи со ракава, ногава? Гледам ја, стомакот, устата, очите, главата, доволно е. Абе, човек, ако те фати сепсова, молим те, немој со тие теории на заговор, ама нешто ме боли меѓу нозете, молим те, доста со тие лажги, со тие зафрканци. Се што се случува во светот, ние треба да знаеме, треба да имаме. Да, не можеме да се грижиме. Например, ја не сум за тоа да ние сега береме гајле за сите и за се, бидејќи е невозможно, но од проста причина, затоа што немаш ни време, ни пари, ни ресурси, едноставно работата, собственото здравје и семејството не бараат човек да се занимава со се и се што. Но, како информативна емисија се обидувам да бидам алтернатива на вестите, кои, фала Богу, вие многу попаметни, се помалку ги гледате, а тоа покажува дека сте дури да гледате теории на заговор глупави на YouTube кои се неточни, е подобро од што оваа вистина која ви е пласирана од казани од разноразни кујни кои се со крајно лукративни и крајно злобни цели. Бидејќи колку и да се луди некои теории на заговор кои идат на YouTube и YouTube канали и така натаму, се бенигни спрема она зло кое е наречено мејнстрим медиум. Но ова што треба да ви го кажам, зошто го кажувам? Прво, јас сум бил дел од мејнстрим медиум и знам каква расипана поставеност има. Значи не зборам за луѓето сегде си се добри, какви сте вие дома, такви се луѓето насекаде. Но суштината на поставеноста, иако е замачкана со, како, знаеш, скапан зид со мрсна боја, премачкан со вар, колку толку да изгледа однатре труло, е во суштина начинот на кој заработуваат, работат и преживуваат. И тоа е страшно. И луѓе ако ве влечат, они тонат, но ве влечат и вас. Како ве влечат? Ама што може да ми направи? Да ти го испере умот. Испран ум е човек што носи погрешни заклучоци, погрешни постапки во животот за све. Дали е за здравство, за бизнис, за работа, за иселување, неиселување, за вложување, невложување, милион сегменти. Па и да те утепа, ако негде утре би требало да реагираш, например, во школа не се согласуваш со некоја методологија за своето дете, што е разумно, и почнеш и така натаму, ќе станат 30 идиоти од родители кои ќе ти се спротивстават. Зошто? Затоа што некој успеал добро да им го испере умот, бидејќи гледаат мејнстрим медиуми. Но во светот, прво да ви кажам дека мејнстрим медиумите умреа. Умреа со победата на републиканците и Доналд Трамп, умреа со тоа што Елон Маск целата пропагандна кампања не се возеше на CNN, BBC, Fox или некоја си ABC, NBC и така натаму. Се водеше на X или бившиот Твитер. Твитер го купи за 40 милиарди, ги избрка сите цензори, тоа беше едно дувло, NGO дувло, шарено NGO дувло, кое толку лошо му идеше, беше прашање на време, и едва и чекаа да дојде некој да ги купи, да лапнат пари и да побегнат, и си ја баталија, вика, нема шанси овој да преживе. Нивната ароганција ги кошта денеска многу, ги изгубија изборите, но она што треба да не израдува е што ова охрабри многумина да се информираат преку X. Зошто? Затоа што се она што е на мејнстрим медиумите потиснато. Не знам, имате некој Перо Перов. И сега викате, ја го имам слушнато, прочитано, видено некои изјави.
Добар е момакот, бе, паметно збори, мене ми се свиѓа. Не можеш да го провериш, ама еве твоите инстинкти ти говорат. Но мейнстрим го нема. Затоа го има Стојко Стојов или Стојов Стојко, кој врска нема у живот, главните прайм-тајм добива на мениуми и тресе глупости, али неговите глупости се главни. Па што беше 7 години со овие вашиве ретардирани, неспособни лопови? Пардон, неспособни работници, но многу способни кратци. Па и тоа не испадна. Днес, затоа што на X се покажа дека луѓе како вас, како мене, обични луѓе кои не се папет, марионети од било кого, да, јас сум определен политички, јас сум провладин со уопште не се ни кријам од моите колеги да глумам нешто професионално. Зошто? Затоа што сметам дека во Македонија никогаш не сме имале до сега подобра влада која е добра за народот на Македонија. За мене лично, за моите деца, за вас, за народот. Ја 25 години здравје изгубив обидувајќи се нешто да продадам, да му кажам, да му помогнам на македонскиот народ. Еве конечно, ми се оствари желбата пред крај на мојата кариера да видам влада која не краде и искрено се грижи за Македонија и за македонците. Македонските граѓани, апсолутно. И немам за што да се срамам дека ниедна власт не е совршена, но ние ја имаме во овој момент најдобрата и ќе ја има мојата сесрдна поддршка на она што сакам да го направиме, да го кажам во целава работа, бидејќи таа промена што се случи кај нас, многу ми на разочара. Леле, сега ВМРО-вците што ќе правиме ово она. Не ги ВМРО-вците победи во Америка. И сега што ќе се случува? Во Америка клучната работа што ќе се случува е така нареченото проектот ДОГЕ. Него ќе го раководи Елон Маск, а тоа значи Department of Government Efficiency. Тоа значи кратење на министерства, па дури и FBI. Дури и FBI. И стварно, ако се замислите, колку агенции, колку ова, и филмови, ако гледате американски, оние, се спремаат за акција да идат да се борат против терориста, чекај, од CIA им рекле, од ДНС им рекле, од DOD им рекле, сега кочење, па кој ќе преовлада, па пушти свој човек. Нонсенс, како Скопје. Скопје колку? Скопје е град, еден град е Скопје или поише градови? Еден град. Колку градоначалници има? 15. Дали сте нормални, бе? Оваа улица ја средува на општината, а оваа е на градот. Мојата куќа седи овде и сега овдека лајна, овдека дупки. Па дај не ме кили. Така и они имаат намера, бидејќи им се расплина, многу пари идеа преку USAID за помош на разноразни структури кои беа ужлебени во цел свет, па секако и во Македонија, огромни пари да јадат бурек против народот, националниот идентитет, половиот идентитет, образованието. Се она што не чинеше, драги мои, е кеширано, бре. Кеширано со сериозни пари. И вие ја мразевте Америка. Ја знаев како доаѓаат. Не е тоа Америка, еве Америка. Се овие лоши се, ама овие се добри. Па ова е Америка, бе, луѓе. Се внатре што 20 години од Бил Клинтон наваму се демократите на власт, они изградуваа своја структура, бидејќи знаеа дека нивните филозофии и идеологии немаат поддршка во широката јавност. Они бараа лудаци кои ќе врескаат за нив, а тоа се овие пореметениве разноразно девијантно, сексуално исперверзирани, за да ве плашат, бидејќи тие се доволно луди да влезат и у црква, да се исерат и да направат, Боже ме простите ме, ама буквално такви работи праве. Значи, тоа е без морал и етика. Така што, ако тој проект успее, кој треба да трае 2 години и завршува на 4. јули 2026 година, кога е 250 годишница од прогласувањето на независноста, тоа ќе биде позитивен пример во цел свет. Огромната
машинерија на администрација да се разбие, ама не на лоша. Они ќе отпуштаат, они ќе бркаат како што прави и Милеј во Аргентина. Со моторна пила, овој влезе со Елон Маск, Милеј влезе со Министерството Аргентина со моторна пила да ги сече. Елон Маск влезе во Твитер со умивалник. Let sink in. Добро, малце игра на зборови на англиски. И тоа е позитивната работа која ќе се случува. Но премногу се одржувам локално, бидејќи обично анализирам што се случува глобално. Глобално во овој момент, драги мои, работата на руско-украинскиот фронт ескалира. Имено, на Зеленски веќе му е кажано јасно и гласно дека нема да има поддршка и дека војната завршува. Почна да квичи на вистина, на секаде, дека сака веднаш преговори, војната да заврши со преговори и така натаму. Човекот до пред некој месец зборот преговор не можеше да го изговори. Сега го урла. Нему му е јасно. Но Зеленски гледа да си ги спаси. Знаете што еден мој колега викаше? Кога бродот тоне, не се спасуваат луѓе, се спасуваат парите. Тоа е најбитно. А човеков има милиарда причини зашто да се бори. На Европа и се клати, британците се сега на два стола, кај нив се социјалисти на власт кои не може да го смисла Трамп, ама не се дел од Европа. Европа сигурно ќе добие многу тешка задача како да се постави во оваа констелација, бидејќи е убедена дека само војна со Русија е единствениот спас, така наречена прокси, да се даваат огромни пари, бидејќи европјаните се убедени дека русите тргнале на Европа и дека тука нема враќање, нема спас, нема назад. Тоа е пропагандната машинерија на Сорос, тоа е тоа се шарените, тоа е длабоката држава. Започна све минатата недела со голем напад со дронови, значи да ве подсетам, бидејќи сите сакаме да држиме страна, или руска или украинска, и сите мислиме дека сме праведни. Нема праведни во оваа војна. Ја им се извинувам, знам дека има луѓе кои се доста проруски и така натаму. Ни русите не се светиња за мирисење. Но да ви ја сумирам целата војна во неколку точки. Војнава е за 3 града. 3 града кај што живее руско население. Тие 3 града постојано буцкани од овие длабоко државнички либертарди предизвикува конфликти кои траја скоро 10 години. Тој конфликт требаше да еволуира во голем конфликт, но Доналд Трамп го спречи. Се гледате како изгуби. Прво што почна? Војна во Украина. Затоа што тоа име поддршката од големите компании на оваа власт, која нема реална поддршка од народот, која компензира со силна пропаганда, со овие шарени урлачи, со овие невладини организации кои заплашуваат и кои убедуваат, и секако со милиони мигранти преку граница кои требаше да гласаат за нив и гласа, но пак недоволно. И пак се обидоа да ги украдат изборите и не им успеа. 8 милиона украдени гласови. Но среќа Америка е голема и низиниот пример ќе биде позитивен за целиот свет, за реформа, и се надевам дека оваа власт ќе излече паметни заклучоци од реформата ДОГЕ, Department of Government Efficiency, дека ќе спроведе нешто слично и кај нас. Тоа е она реформа каде идат парите за пониски даноци и реформа во судство и така натаму и така натаму. Значи, Украина тргнува со голем напад врз Москва, без преседан, со дронови. Сите дронови им ги скина. Како возвратно, retaliation, тоа украинците го знаат, дека кога ќе идеш на главен град и ќе плукнеш, 3 плуканки се враќаат назад. Тоа едноставно не можеш да го пречутиш. Нема христијански сврти го образот. Ова е војна за територија, за земја и одбрана на народ. И од една и од друга страна. Ви реков, целата војна е за 3 града во кои живее руско население. И кое немаше да биде одвоено,
Ама може да му дадат автономија. Ама како тоа автономија се губи тоа и така натаму? Може да дадат и автономија и да им ги дадат правата, затоа што таму живее повеќе руско население од што албанци процентуално во Македонија не им дава ни да зборат на свој јазик. Рамковен договор не смее да важи во Украина како што важи во Македонија. А таму имаше преку 30% руско население, па и 40% во тие 3 града. И тука е целата борба. Русија вика, па нема, ке се бориме за све. Бидејќи злосторствата, масовните злосторства кои беа извршувани врз руси, врз деца, врз бремени жени. Ја тие снимки кои се доставени, не ги добив од русите како пропаганда кога ги пуштав во емисија уште пред 10 години, кога Њуланд иде делеше сендвичи и колачи во Киев, туку од она што беше доставувано до Обединетите нации како докази за воени злосторства. Тоа го прават сите земји и тоа се разгледува. Но, тоа беше унисоно да се иде против Русија. Не им успеа на либертардиве, не им успеа на Сорос, не им успеа бидејќи на Сорос нема ништо подобро да го срушат Путин и да завладеат со Русија, како што завладеа со Македонија. Треба сега да објаснам. Значи, возвратно русите го нападнаа Киев, сериозно го разниша. Овие продолжија и натаму, знаете дека влегоа на руска територија со специјални. И ја изгубија и таа. И сега, како возвратно, бидејќи обично им, како целава војна е како со една рака. Русиве. Знаеш, како кангал со пудлица кога се расправа. Знаеш, може да ја задави, ама знае дека сака да си ги жртвува луѓето, сака да се жртвува себе за да предизвика широк конфликт. Русија нема, дури воената технологија нив не има агресивна, освен ракетната, која во последниве 10 години ја развија во сериозно офанзивна. Но, за тоа потоа. Сериозен напад пред 2 дена имаше врз севкупната енергетска инфраструктура во Украина. Значи, не нападнаа згради, не нападнаа влада, не го гаѓаа Зеленски, ама инфраструктурата. Бидејќи сме на работна зимата, ова е порака му која му вика: ќе измрзнеш и ти и народот. Нема емпатија, бе, човек. Ја да сум председател на држава, прво ќе мислам на народот, а после ќе мислам на територија. Па после ќе речете ме, убите ме, запалете ме, но ја како христијанин, ја како хуманист, бар како ще се мислам и со моите назори и морални начала, прво ми се битни луѓето. Да не измрднат, да не се гладни, да не испоцркаат. Ништо од тоа. И она сега што е најстрашно, ја изгубија власта, за 2 месеца ја презема Белата куќа Доналд Трамп. Бајден дава дозвола ракетите, оружјата со далек дострел да ги употреби, до сега они ги има, ама не им дадоа дозвола да ги употребат на длабока територија на Русија. Значи во Украина има оружје со далек дострел, значи со неколку илјади километри. Тоа се суперсонични ракети, тоа се ракети кои многу тешко се многу напредни технолошки, кои многу тешко ќе бидат соборени. И ако некоја, не дај Боже, падне во Москва, Москва апсолутно ќе употреби тактичко нуклеарно оружје на територија на Украина. Дали тоа ќе биде почеток на Трета светска војна или тоа ќе ја пресече да дојде до мир, ја не знам. Луди се европејциве. Едино што ми дава надеж се 2 факта. Првиот факт е дека најголем увозник на руски газ во овој момент во светот не е ни Кина, ни Индија, туку Франција. Ја не ги следев минатите години. Франција увезува. Пазете, дволичноста нивна, не купувајте руски производи, бојкот на Русија, ово. Русија е најголем корисник на газ. Кој го јаде во овој момент највише? Австрија. Австрија покрена некакви судски процеси, принципиелно, нели, Европа, еве, ке ги овако. Газпром вика така, добро. Им го затна и се нема газ. Најверојатно ќе
преплаќаат прескапо, ќе се снајдат, но тоа е само една година. Втора работа, Шолц 2 дена пред нападот на енергетските постројки и инфраструктура во Украина се слушна со Путин. Кога двајца председатели разговараат во очи голема операција воена, не разговараат што при жената како ти е ишија со ти така натаму. Се разменуваат овие податоци и кажа Зеленски полуде после ова и рече дека Шолц, германскиот канцелар, го има предадено. Затоа што Шолц, колку и да е луд, на крај се ги гледа интересите на Германија. Германија е прва, не е Полска. Прва е Германија. Полска нема ни да се свести ако не дај Боже биде руска инвазија ако тргне Русија кон Германија. Но нема намера. После све ова нема намера. Она има силен сојуз. Ја има Кина, ја има Индија. Сама по себе. Тоа е огромна машинерија и економски и воено многу јака. Но Бајден, Доналд Трамп, кога ги изгуби 2020 изборите, направи она трапавано со Capitol Hill, како што и претходно, Груевски претходно го направи, па него кај бегаше и така натаму, но сега се врати, многу паметно игра, реформира се, најави крај на војните, на Блискиот Исток, со Иран, со Тајван, со Украина. Бајден дозволи употреба на оружје со далечен дострел против Русија. И што ако видиме печурка? Ја не можам само да шпекулирам што ќе биде понатаму. Дека сум загрижен? Да. Сум загрижен и сметам дека само затоа што ќе го прават ова, само затоа што ја губат и политичката моќ и да заграбаат што е можно повеќе. Ова е како на средновековното после мене потоп. Па добро бе, што правите? Каде одите? Имате... Не. Со лудаци ние си имаме работа. А вие навивавте за такви. Кво вадис, за жал, јас сум сега загрижен, иако бев голем оптимиста, но гледам овие попрво ќе го видат, го сакаат светот како гори, одошто да ја напуштат власта. Кво вадис?